Од денеска до 30 ноември издвоени прехранбени производи во маркетите ќе се продаваат за најмалку 10% пониски цени отколку што се продавале на 1 август. Производите ќе ја имаат ознаката гарантирана цена. Станува збор за лепези на леп, пекарски производи, бисквити, наполитанки, пилешко, јунешко, свинско месо, салама, паштета, кравјо млеко, јогурт, јајца, овошје, зеленчук, сирење, кои според министерот Бектеши на крајот излегуваат стотина конкретни продукти. Министерот за економија Кресник Бектеши ги повика производителите и трговците да се искоординираат, бидејќи пазарните инспектори ќе издаваат казнени налози со забрана за вршење дејност, односно продавниците ќе бидат затворени. Ова значи дека секој потрошувач, секој граѓанин во нашата држава, кој ќе оди на супермаркет, ќе има можност да има ознака каде што ќе биде наведено гарантирана цена. И дополнително на тоа ќе се знае дека со цените што ќе бидат означени со ова ознака не ќе можат да имат нагорно зголемување до 30 ноември, но е и потик до сите чинители во секторот трговија, но и производителите на прехранбените производи да до среда да можат до Министерството за економија доброволно да се пријавуваат ако во случај не се влезени во одлуката за да имат ваква ознака и да ги намалат дополнително цените. Не само од прехранбената индустрија, но и од другите сектори заради тоа што гледаме дека има интерес од одредени компании за во вакво кризно време, во делот на ценовните шокови, да станат што по општествени одговорни компании, а со тоа секако да им излезат на пресад на граѓаните, на потрошувачите и на нивните клиенти. Како што кажа Бектеши, листата на производи во наредниот период најверојатно ќе се проширува, а со моменталната листа посочи, целокупната инфлација во делот на храната би паднала за 4 до 5%. Според одлуката, трговците за вршење дејност, производство и за вршење дејност трговија на големо имаат обврска производите, односно стоките кои се со намалена цена, да им ги продаваат месечно на трговците за вршење дејност трговија на мало во количина од најмалку 70% од количината продадена во месец август 2023 година. Исто така, на предлог на Министерството за економија, владата на вчерашната седница донесе и одлука за дополнување на одлуката за забрана на трговците да вршат трговија со одделна стока. Со одлуката им се забранува на трговците на мало да нудат акциска продажба, односно акција, и промотивна продажба, односно промоција при ставањето во промет на земјоделски и прехранбени производи. Забраната ќе важи до 30 ноември годинава. Воедно, одлучено е цените во трговијата на мало кои што се намалуваат поради истекување на рокот на земјоделските и прехранбените производи да не се сметаат за акциска продажба, односно акција.